molitva pokajnička, prosti mi se odkažav od grevo smrten, Tatko moj nebese i slovo Božjo mi isprati, Sino svoj Isus da me spasi, Bogoroden vo tebe su, Tatko moj nebese. Tatko moj nebese, se vraćam pak kaj tebe. Tatko moj nebese, se vraćam pak kaj tebe. Da prostuvam me nauči, si te da gi ljubam kako ti. Čeda Božji si te smevo ljubov ta, Tatko moj nebese. I milost Božja me obleja, miro svoj nigo daruvaš, susijot razum, srce, duša, veruvam vo Isus. Mir vam. Ti благодарам, Господе, što mi podari ušte jedan den, što mi davaš sila, Tatko moj, preko Tvojot jedinoroden Sin Isus Hristos, da vrvam niz ova dolina senka smrtna, kako što je narečena zemljata. Ova se ciklus emisiji od Светото Писмо, od životo slovo Gospodovo, бидејќи како професор по сценски говор добро знам и размислувам дека зборовите кои се повторуваат подолго време стануваат дел од нашиот внатрешен живот и почнуваат да ни се случуваат во животот. И како што им кажувам на моите студенти дека најдобар учебник за сценски говор е Светото Писмо, бидејќи таму е објаснето, појаснето и кажано, ако го молите Господ да ви го отвори умот да го разбирате Светото Писмо, што е Словото. Ако вие верувате и знаете дека Словото е од Бог и Бог е Словото и дека за секој лош збор што ќе го изговорат луѓето ќе одговараат на судниот ден и дека во зборовите има живот и смрт и дека тоа што го мислите и зборувате Господ го дава, тогаш вие добро ќе размислувате и ќе знаете што значат зборовите, а што значи Божиот збор употребен во чин на верба. Кога Божиото Слово го возлюбувате, овде има една дефиниција, ако го возлюбите моето Слово и останете во него, вели Исус, тоа е ветување, ќе дојдеме со Отецот и со кровиште ќе направиме во вашето срце, во него, во оној кој ќе го возлюби. Суштински, еве еден интересен стих од Римјаните, 8 глава, 14 стих. Сите оние што се управуваат по Духот Божји. Сите оние што се управуваат по Духот Божји се синови Божји. Синови Божји. Ние имаме една категорија, Исус е наречен син човечки. Бидејќи тој е првиот син човечки, кој од син човечки доаѓа да воскресне, да стане син Божи. Значи прво воскресението Исус, а потоа сите оние други кои од синови човечки, значи родени од жена, падната природа, грешна природа по Адам и по сатаната, ќе успеат да го изведат патот на љубовта што е запишано овде и ќе станат синови Божји. Значи сите оние што се управуваат по Духот Божји се синови Божји. На друго место во Евангелие по Јован се вели: ако вие го возлюбите моето слово, тоа е ветување од Исус, и останете во него. Останете во него.
Значи, не само слушатели на Словото, туку извршители, туку да го живеете Словото. Ако останете во ова Слово, го возлюбите, ќе дојдеме со Отецот, вели Исус, и со кровиште во Него ќе направиме. Отецот кој со сета Негова полнота, Таткото наш, Создателот на се, Седржителот, оној кој толку не љуби и го даде својот Син Исус Христос, значи Отецот наш, не имаме Татко, не велиме веќе Боже, кој со сета Негова полнота живееше, пребива во Исуса Христа, бидејќи Бог никој не го видел, ниту може да го види, тој станал видлив за нас во Исуса Христа. Сите оние што се управуваат по Духот Божји се синови Божји. Татко мој, во името на Твојот Син Исус те молам и денеска да се управувам по Духот Божји, да бидам Син Божји, и овие слова што денеска ги изговарам да бидат поостри од секаков меч, да бидат слово со власт и сила, да бидат духовни, да ги допираат оние кои имаат потреба од Твојата љубов. Нека тие руриваат тврдини на непокорност, тврдини на безбожниство, тврдини на лажни доктрини, да ги допрат сите оние и да ги исцелат кои ќе го повикаат Твоето име. Исусе, Сине Давидов, смилувај ми се. Исусе, Сине Давидов, смилувај ни се. Самиот дух му сведочи на нашиот дух. Зашто имаме дух животен, и му дувна во душата дух животен, и човекот стана жива душа. Самиот дух на Отецот му сведочи на нашиот дух дека сме чеда Божји. Зашто вие, односно ние, не примаме дух на робство овдека на земјава за да бидеме во страв. Туку го примаме духот на посинувањето, да велиме Ава, Оче, Татко, имаме Отец на небесата. И како мали деца, зато Исус вели, ако не бидете како овие мали деца, нема да можете да влезете во Царството Божјо, да знаеме дека имаме Отец на небесата кој не држи за раката кога ќе погрешиме, а ако пак сме чеда Божји, ние сме наследници на Бога и со наследници Христови, наследници на Бога со наследници Христови, но само ако со Него страдаме, со Него и да се прославиме. Тоа значи да живееме како Исус, да живееме и да чекориме во љубовта. И сега доаѓаме до 1 Коринтијаните. Отче наш, кој си на небесата, Татко наш, Татко, кој си на небесата, да се свети името Твое. Значи, рековме, што е човек допрен од Светиот Дух, крстен во Дух Свети, и Духот Свети пребива во него, во сета Негова полнота. Тоа е состојба кога не можеш да сопреш да го славиш Господа Исуса Христа, не можеш да сопреш да зборуваш за Исуса. Тоа е сила од озгора, тоа е наплив на љубов, тоа е исцелување, тоа е Божиот Дух кој пребива во тебе, тоа е Божиот ум и секоја мисла покорна на Исус Христос. Тоа е да пребиваш во љубов, да ги љубиш сите. Те сакаме, Господи Исусе Христе. 1 Коринтијаните 7 глава. А за она што ми пишавте, ви благодарам што ми пишавте, вели апостолот Павле, односно Духот на неговиот Отец кој зборува низ него. За она што ми пишавте, добро е човек да не се допира до жена. Но за да се избегне блудството, секој нека си има своја жена и секоја жена нека си има свој маж. Значи, прво битие, создавање, прво Мојсеева. И виде Господ, не е добро, рече Бог, за човекот да биде сам, да му создадеме помошник сличен на него. И Господ Бог му испрати на човекот тврд сон, му зеде едно ребро и местото го пополни со плод. И од реброто што го зеде од човекот ја создаде жената, ја нарече жена, бидејќи е земена од мажот. Помошник сличен на него. И потоа се вели понатаму, и ќе го остави човекот таткото свој земен и мајката своја, и ќе се прилепи до жената своја, и обата ќе бидат едно тело. И обата ќе бидат едно тело. Мажот да ја извршува својата должност. Значи 1 Коринтијаните 7 глава 4 стих
3-4 стих, мажот да ја извршува својата должност спрема жената, а исто така и жената спрема мажот. Жената не е господарка на телото свое, туку мажот. Исто така и мажот не е господар на телото свое, туку жената. Некогаш Отецот Небесен изборува во слики за да го разбереме. На почетокот тој вели, апостол Павле, уште сте мали бебиња во Христа, потребно ви е млеко. Некогаш зборува за мажот и жената, но зборува за Христос и за црквата. Бидејќи Христос е наречен младоженец, а сите ние сме невестата, неговите избраници во црквата, за да се разбере односот едно тело, мајка и татко, оставање татко на небесата и врвање по него. Не лишувајте се, но тој сега зборува за мажот и за жената, исто така размислувајте за црквата. Не лишувајте се еден од друг. За мажот и жената, освен по договор за некое време, за да се посветите на молитвата и пак да бидете заедно, за да не ве напасува сатаната заради вашето невоздржување. Покорен сум ти, Господи, му кажувам на сатаната, бегај од мене, сатано, во името на Исус. Татко мој, ме држиш во твоите јаки мишки, со секој ден се зголемува мојата сила и ми кажуваш кон непријателот, сотирај и истребувај. И го сотирам секое зло што не е од тебе, во твое име, Господе Исусе Христе. Значи, ова пак ви го велам како допуштање, а не како заповед. 1 Коринтијаните 7 глава, 6-7 стих. Зашто сакам сите луѓе, апостолот Павле, сакам сите луѓе да бидат како мене, но секој си има своја дарба од Бога, еден на ваков начин, друг на поинаков, затоа не треба да се споредуваме и да имаме лицемерно братолюбие. Некој сака да биде проповедник, некој да биде исцелител, секој сака да работи се. Служете во љубовта и Господ ќе ви покаже што треба да работите. Прашајте го Отецот Небесен која е вашата служба. Вашата служба е да го љубите својот ближен како самиот себе си на почетокот, а понатаму Господ ќе ви даде, зашто ништо не можете да земете што не ви е дадено од небото. Господ знае кои луѓе се негови. А на неженетите и на вдовиците им велам, добро ќе им биде ако останат како мене, вели апостол Павле, ако можете да се воздржувате од телесно општење, од нагоните на телото, добро би било. Но ако не можат да се воздржат, сигурно сами не можете, само со Бог ако ве избере, ако ви каже нашиот Отец Небесен Исус. Но ако не можат да се воздржат, нека се женат и мажат, бидејќи подобро е да се женат и мажат, отколку да горат од страст. А на женетите и мажените им заповедам, не јас, туку Господ. Не јас, туку Господ. Значи, ние имаме Христов ум. Апостолот Павле вели, не живеам јас, Исус живее во мене. Тоа е Христов следбедник. Тоа е кога Духот Божи пребива во вас. Вие го прашувате, Господ, што да направам сега, татко мој, во името на Исус? Значи, на женетите и мажените им заповедам, не јас, туку Господ, жената да не се разделува од мажот. Ако пак се раздели, нека не се премажува. Или пак да се помири со мажот свој, а и мажот да не ја остава жената своја. Видете, светот, сатаната кој го владее светот, ја растура семејството и фамилијата, се разведуваат луѓе. Се растура семејството, семејството е мало Божиот царство, бидејќи таму има татко, децата се плашат од Отецот, како што ние како верници, како Христови избраници, како синови на воскресението, се плашиме, не се плашиме, во љубовта страв нема, но знаеме дека има еден ден ќе излеземе пред Отецот Небесен и дека тој не гледа. Зар тој што го создал окото нема да види, зар тој што го создал увото нема да чуе. А на другите им зборувам јас, а не Господ. Апостол Павле зборува од своето лично искуство. Ако некој од браќата има жена безверничка и таа е согласна да живее со него, нека не ја остава. Често во брачните парови еден верува, друг не верува. И ако некоја жена има маж безверник, а тој е согласен да живее со неја, таа да не го остава, зашто маж безверник се осветува преку жената која верува. И жена безверничка се осветува,
преку мажот кој верува, инаку децата ваши би биле нечисти, а сега се свети. Ете, тој зборува за еден однос во семејството, но треба да се размислува и за црквата. Ако некој безверник сака да се разведе, нека се разведе. Во такви случаи братот и сестрата не се заробени, зашто во мир не повикал Бог. Во мир не повикал Бог. Ако сте веќе христијани, нема да се разведувате, вие ќе разбирате дека треба да си ги носиме товарот еден на друг, да си помагаме, да се молиме. Ако сте христијани, не би требало да се разведувате. Ако навистина во вас пребива Божиот дух, вие ќе истрпите се, ќе се жртвувате да го спасите и брачниот партнер. Ако сте безверник, Сатаната го растура овој свет, денете денеска што зборува дека ја дозволува помешаната сексуалност која пишува во Светото писмо дека е казна од Бог и проклетство. И таа приказна завршува во Содома и Гомора кога Господ го уништи градот и денеска таму се наоѓа соленото море. Значи тие ви предаваат Република Содома и Гомора, зашто од каде знаеш, жено, дека ти не ќе го спасиш мажот, или од каде знаеш, о мажу, дека ти не ќе ја спасиш жена ти. Ние зборуваме за еден однос на љубов кој треба да се направи. Еден однос на љубов, а ако љубов немам, ништо не сум. Само 17 глава 1 Коринтијаните 7. Секој нека постапува така како што му определил Бог. Така заповедам во сите цркви. Секој нека постапува така како што му определил Бог. Така заповедам во сите цркви. Бог ви определил еден начин на живење. Значи, моите патишта не се ваши патишта, тоа постојано го повторувам, како образец за да се разбере. Моите мисли не се ваши мисли. Бог одредува како ние ќе се однесуваме. Тој е режисерот, тој е создателот, тој ги води дејствието. А ние треба да истрпиме, да положиме, да издржиме, да останеме во љубов и кога не напаѓаат и хулат на нас. Обрезан ли е повикан некој, зборува за евреите, нека не крие. Необрезан ли е повикан некој, нека не се обрезува. Обрезанието е ништо. И необразението е ништо. Крштевање во вода е ништо. Нема ништо, тоа е само обред. Мокар, Кенет Хейгин вели, влегува сув грешник, излегува мртов грешник. Треба да го примите Исус во срцето овде. Исус да живее во вас. Секој да си остане во звањето во кое е повикан. Ако си повикан како роб, да немаш грижа. Но дури ако можеш да станеш слободен, уште повеќе ползувај се во робството. Зашто кој е повикан во Господ како роб, станува Господов ослободеник. Исто така, кој е повикан како ослободеник, станува роб Христов. Вие сте скапо платени. Луѓе, скапо сте платени. Не станувајте робови на луѓе. Не станувајте робови на луѓе. Водачи, лидери, директори, духовни водачи кои не го спознале Христос, организации и други мракобесници на овој свет, поднебесни сили на злото на овој свет. Не станувајте робови на луѓе, туку станете му роб на Исуса Христа. Не живеам јас, туку Христос живее во мене. Ние зборуваме за соединување со Бог, зашто кој се соединува со блудница, претходно, еден дух е со неа. Блудница подразбира црковна заедница, организација, здружение, политичка партија, државна организација, масонски здруженија, сатански здруженија, било какви здруженија, блудници кои не се во Исус, тие се блудници, бидејќи блудствуваат, ги создал Бог, се спротивставиле на Бог, паднати се на земјата, немаат љубов во себе. Покажете ми еден човек кој не верува во Бог, кој има љубов. Бог е љубов. Мојот отец, мојот татко е љубов. И кој пребива во Бога, пребива во љубовта. Вие сте скапо платени. Бог го испрати својот син, бидејќи ние не можевме
издржиме, да обстанеме во 10 Божји заповеди, не кради, не убивај, не врши прељува, не пожелувај ништо што е туѓо и така натаму. И секој по извесен период се колеа крвни жртви, се мачкаа со крвта луѓето пред ковчегот на заветот. Со свештениците за ги откупат од гревовите кратко трајно, но Бог го испрати својот син, кој ја пролеа својата света крв, во кој пребиваше лично тој, Таткото небесен. И тој направи крвна жртва и ви дава нов завет. Избери живот во Исус или избери смрт. Но тоа подразбира секоја мисла, не да живеете вие, туку Христос да живее во вас. Вие сте скапо платени, 1 Коринтијаните 7:23. Не станувајте робови на луѓе. Секој што е повикан, браќа, секој во што е повикан, во тоа нека остане пред Бога. Те сакам, Господи Исусе Христе. Ти благодарам за се. Ти благодарам што ми ги даде овие слова, што ми го отвори умот да ги разбирам словата, што ми го отвараш срцето за Твојата љубов, што ме научи да газам на змии и на скорпи и дека имам власт и лав и змеи да убивам во Твое име и да му кажам на сатаната: бегај од мене, сатана, во името на Исус. Со двоостар меч и мечот на духот, во името на Господ Исус Христос ги раскинувам сите пранги што сатаната ги фрлил врз мене. Те молам, Татко мој, сите оние што го слушаат ова слово, со отворено срце да ги допре Твоето слово, да им влезе во срцето, да ги исцели, да ги возобнови, да го повикаат Твоето име, да се сетат дека се падната природа, дека треба да го изберат Исуса Христа, Твојот единороден син. И секое создание, Евреите, Рим 8 глава 19, со нетрпение го очекува откривањето на синовите Божји. Синови Божји, значи, зашто оние кои однапред, а знаеме дека оние што го љубат Бога, 28 стих Римјаните 8, и се повикани по Негова волја, што го љубат Бога, и се повикани по Негова волја, се им содействува добро. Се им содействува добро. Се. Зашто оние кои однапред ги позна, нив ги предопредели да бидат сообразни со ликот на Неговиот син, сообразен со Исус, да постапуваш како Исус, да живееш како Исус, да се молиш како Исус, да благословуваш како Исус, да изгонуваш демони како Исус, да го прославуваш Отецот Небесен како Исус, да бидеш светлина на светот како Исус. Значи, тој е образец да љубиш како Исус, да простуваш како Исус, зашто тој никого не осуди. Тој да биде првороден меѓу многуте браќа кои ќе се вратат кај Отецот Небесен, а оние што ги предопредели, тие и ги повика. Кој ги повика, тие ги оправда. Кој ги оправда, тие ги прослави. Што да речеме пак на ова? Ако е Бог со нас, кој ќе против нас? А против нас се сите. Против нас се сите оние што не го познале Бог, но Бог ми е помошник. Што може да ми направи човек? Се можам преку Исуса Христа кој ми дава сила. Тоа се принципите на христијанството. Нелицемерно братолюбие, ќе ве познаат дека сте мои ученици ако се љубите меѓу себе. Ако се љубите меѓу себе, кога ќе видите група на луѓе кои се љубат меѓу себе, во Исус, сите ќе речат: сакам да бидам како нив. А кога ќе видите поделени цркви, мали, големи, се напаѓаат едни со други, тие немаат љубов, тие не се во Христос, зашто Божјото царство не е во јадење и пиење, туку во мир, Божјиот мир, правда, Божјата правда и радост во Светиот Дух. Слава ти, Господи Исусе Христе. Татко мој, те молам во името на Твојот Син Исус Христос, што и да побарате во моје име, ќе ви се даде, ако ги возлюбите моите заповеди. И ќе ви го испратам Духот Утешител, Духот на вистината, Светиот Дух, кога светот не може да го познае, вие не го знаете и го знаете. Значи, синови Божји се оние што ги раководи
Duhот Божји, те сакаме, Господи Исусе Христе. Слава Ти, Татко Небесен. Те молам за сите оние да им се отворат срцата што го слушаат ovo слово, да го повикаат Твоето име, да останат синови Божји, да Те изберат, Исусе, и да клекнат на колена и да преминат од синови човечки во синови Божји. Татко мој, оставам се во Твоите раце, мојот живот, мојот имот, моето семејство, мојата земја. Те молам за мојот народ да избереш водачи, богоугодни луѓе кои нема да не продаваат за 30 сребреници, кои ќе изберат Тебе, Исусе Христе, ќе разберат дека Македонија е Исус Христова земја запишана во Божиот катастер. Оставам се во Твои раце, Господи. Слава Ти, Татко Небесен. Мир вам до Божио Царство Небесно. Останете во Божијата љубов, во Исусовата љубов. Амин. Исусе, Сине Давидов, смилувај ми се. Повикај го и ти, брате и пријателе, и ќе ја сетиш промената во твоето срце. Амин. На колена во молитва покајничка прости ми, се откажав од гревот смртен. Татко мој небесен, и Слово Божјо ми испрати, Синот свој Исус да ме спаси. Богороден во Тебе сум, Татко Татко мој небесен, се враќам пак кај Тебе. Татко мој небесен, се враќам пак кај Тебе. Простувам, ме научи сите да ги љубам како Ти. Чеда Божји сите сме во љубовта, Татко мој небесен, и милост Божја ме облеја, мирот свој ни го даруваш, со сиот разум, срце, душа, верувам во Исуса. Татко мој небесен,